Благодарам. Заменик председател на Комисијата за финансирање и буџет, почитуван заменик министер за земјоделие, шумарство и водостопанство, почитувани колеги пратеници. На почетокот на мојата дискусија, може би че одземам еден мал дел од времето и да го искористам присуството на заменикот министер да поставам едно прашање, а и тоа е во контекст со земјоделието. Бидејќи е актуелна, односно алармантна ситуацијата со Тиквешкото езеро во Кавадарци, сакам да запрашам дали заменик министер за земјоделие знае за катастрофата која што се случува во Тиквешијата со Тиквешкото езеро. Дали знаете дека ова се крајно нечовечки и нехумани работи кои што се случуваат на граѓаните на Тиквешијата. За една недела од денес нивото треба да започне поливната сезона во Тиквешијата, а за една недела нивото на Тиквешкото езеро треба да се искачи на 13 метри. Моменталната кота на Тиквешкото езеро е 240 степени, а потребно да биде 242 степени за да може да влезе водата во тунелот Тисовец. А за да се обезбеди вода потребна за наводнување за и успешно завршување на поливната сезона, истата таа кота треба да биде на 253 степени. Односно, треба да се обезбедат 95 милиони метри кубни вода, за да може водостопанското предпријатие да ја обавува својата работа. Ова е само прашање, ако сакате после господине министр да одговорите, заменик министер, тоа е пак на вас останало. На ова имаме нова седница на Комисијата за финансирање и буџет и како што се гледа ново задолжување од близу 50 милиони, од кои што 4 милиона грант. И за тоа не сум изненаден дека ќе имаме ново задолжување, ќе бев изненаден ако имаме Комисија за финансирање и буџет, а да немавме задолжување. Дали знаете дека ако се направи анализа на седниците на оваа комисија, ќе видиме дека скоро и да нема седница на Комисијата за финансирање и буџет, а да немаме точка на која што имаме задолжување и кредит. Сакам на почетокот да спомнам дека до колегите од власта, сите ваши залагања, сите ваши напори, пресконференции, протести кои што ги организиравте во 2014, 15 и 16 година со ваша шарена револуција беа на тема задолжување. До сега имаме земено кредити и се задолживме 70 милиони евра за брз автобуски превоз на господинот Шилегов за Скопје, 21,5 милион евра некакви реформи во образованието, 25 милиони евра за енергетска ефикасност, еве денес 50 милиони задолжување за земјоделието. Почитувани колеги, почитувани граѓани, според сето ова што го кажав, со сигурност можам да констатирам дека СДСМ немилосрдно ја задолжува државата 4 години во вредност од негде над 2 милиарди евра за овие, реков, 4 години. Кога зборуваме сега за оваа задолжница, сакам да кажам дека ова е чиста глупост, демек за 3 откупни центри и едукација на земјоделците. Во пракса, државата се има покажано како лош стопанственик и нејасна иднината на овие центри, освен ако под превезот на овој закон, кој што сакате да го протуркате, не се познати за купците, например, од Струмица. Исто така сакам да потенцирам и дека едукацијата, која што е составен дел на овој предлог закон, е многу лошо замислена. Според Законот за земјоделство, шумарство и водостопанство, советодавна институција во Република Македонија во делот на Министерството за земјоделие, Агенцијата за поддршка на развој на земјоделието. Законот се подготвува, како што знаеме, многу одамна, уште од 2019 година. Потоа, ова според мене е едно од најголемите задолжувања во земјоделството. При самото прелистување можеме да видиме дека и самиот назив на законот, односно дека ќе се задолжиме не за модернизација на земјоделството, туку за градење на капацитети, а 46 милиони се премногу за ова. Зошто? Затоа што земјоделците, индивидуалците, фирмите, семејните стопанства нема да имаат никаква директна полза од ова
бидејќи не се работи за инвестиции кај нив, кои ќе им го модернизираат работните операции, возможат достигнување на стандарди, ќе воведат нови технологии, ќе им овозможат подобро, поорганизирано производство, туку само ќе можат да добијат нешто што многу пати досега веќе го добиле, а тоа се обуки, совети и така натаму. Предложени се две компоненти со подкомпоненти, а нема никаква структура на парите како ќе се распределат. Што значи дека некој ќе си прави што сака и како сака, ќе дели средства бидејќи нема никакви реални инвестиции, а многу веројатно дека ќе ги користи во други цели, например за поддршка на невладини организации, за консултантни куќи кои ќе ви се најдат сите пари според мене, освен за еден проект, а тоа е компонентата 2 од подкомпонентата 2.3, значи за ова компонента за безбедно отстранување на нус производи од животинско потекло, ќе одат во компоненти и подкомпоненти кои пари ќе бидат потрошени за обуки, советодавни услуги, физибилити студии, мониторинзи, еволуации и така натаму, што е крајно дегутантно за нас како сиромашна држава, која ќе ги плати дебело странските експерти, кои овде ќе најдат плодна почва да продаваат нешто што веќе го имаме и многу пати претходно сме го направиле. Предпоставувам, господин заместник министер, веројатно во полисите, шкафовите во подрумите на МЗШВ се преполни со вакви студии, анализи и останати документи, кои што се дебело платени, а без никакви ефекти, а само ќе се повторат, но со кредит сега, со кредит кој ние сите ќе го враќаме. Околу подкомпонентата 1.2 систем за дистрибуција, односно за изградба на откупно-дистрибутивни центри во Струмица, Ресен и Скопје, прашање е колку овој модел ќе придонесе во решавањето на проблемот. Јас лично сметам дека нема да има голем придонес. Дополнително прашање е кој ќе менаџира со истите. Како што на почетокот кажав, досега во пракса државата си има покажано како лош стопанственик. Потоа во Струмица има современ откупно-дистрибутивен центар Агрокор, кој што не работи. Јас сум против овој кредит во ваква форма, затоа што земјоделците нема да видат никаква корис од ова задолжување. Благодарам.